Божик е празник на љубовта, но и потсетник дека не сите ја чувствуваат топлината на празничната трпеза. Додека едни слават, други секојдневно се борат за парче леп. Токму за нив веќе повеќе од една деценија, тивко, но истрајно се грижи хуманитарната организација Свети Спас, предводена од отец Оливер. Со благослов на поглаварот господин Стефани, заедно со помошта на голем број волонтери и општествено одговорни компании, отецот несебично се бори за оние кои немаат ништо или многу малку во животот. Единствениот услов, како што вели, е човечката потреба, но додава дека и покрај желбата да се помогне на сите, можностите се ограничени, а барањата се повеќе. Најголем дел од помошта се пакети со храна, но неретко се случува да се помогне и со средства за хигиена, покукнина или градба и доградба на домовите. Се готи 6 дена во неделата. Во моментов се готват 205 оброци секој ден. Меѓутоа, еве сега од понеделник отвараме уште еден пункт, така што бројот на оброци ќе се зголеми, дефинитивно, нели? Плюс имаме уште нови барања, така што најверојатно до крајот на месецот тој број ќе се зголеми на над 250 оброци дневно. Функционираме најмногу со волонтери, реално. Имаме поставено 9 пункта, како што напоминав, го отвараме сега 10-тиот пункт, кој што ќе биде во Идризово. Имаме шофери кои што ја подигаат храната и ги носат по пунктовите, каде што потоа наши волонтери ја преземаат храната и ја делат на корисниците. Оброците ги подготвува специјален шеф кој е ангажиран 24 часа во денот, а му помагаат волонтери и верници кои самите доаѓаат да ги подготват намирниците. Во црковната кујна се готви и мрсна и посна храна во зависност од празниците. Во дворот на храмот Свети апостоли Петар и Павле, зад мене се наоѓа кујната во која секојдневно доаѓаат волонтери и ја подготвуваат храната за оние на кои им е таа најпотребна. Хуманитарната организација има магацини во кои се чува храната и покукнината. Помагаат и при пожари, поплави, болести на самохрани родители и семејства кои за миг останале без се. За 10 години постоење изгради 3 куќи, реновираше над 35 дома, меѓутоа од денешно време малце имаме проблем највише заради работната сила, заради работната рака, заради тоа што, како што сите знаеме, премногу скапо стана и некако малце потешко ни е да продолжиме да функционираме со тоа. Но во некоја блиска иднина се надеваме дека ќе успееме да најдеме волонтери кои што тоа го работат и дека ќе можеме да продолжиме и со изградба и реновирање на домови. За отец Оливер единствена награда за вложениот труд му е насмевката која ја добива од оние на кои им помогнал. Во време кога најмногу се зборува за поделби, приказната на Свети Спас потсетува дека најважно е да бидеме луѓе, не само за Божик, туку секој ден.